Прво благодарност до медиумите и медиумските работници што останавте со нас до крајот на оваа лидерска средба. Прво да почнам со тоа што ќе спомнам дека оваа лидерска средба е повикана на барање на председателот на опозиционата ВМРО-ДПМН, како што беше кажано, за да праша зошто е иницијативата на СДСМ за собирање на потписи заради свикувањето на парламентот и верувам дека денеска секако тоа го расчистивме. Уште еднаш утврдивме дека се истрошени сите можности парламентот да биде свикан. Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата на сите можни начини направи демократски исчекори да се свика парламентот и биде ставен во функција. Председателот на собранието одлучи дека не може да се свика, еве и Уставниот суд на 2 пати потврди дека не може да се свика. Со тоа барем денеска стана јасно, согласно елаборацијата на сите, дека единствено закажувањето на изборите согласно уредбата со законска сила на владата, која што се однесува на 22 дена од завршувањето на вонредната состојба во државата. Утврдувајќи ги сите овие правни аспекти, барем еден значаен дел денеска заокруживме. Истовремено, она кое што беше важно, се проектира одредени потенцијални датуми, така да, знаејќи оваа можност, беше кажано дека ако теоретски нема трета вонредна состојба, тоа значи дека изборите од 17 плюс 22 дена се на 8 јуни. Ако се прогласи нова вонредна состојба од 30 дена, изборите би биле на 7 јули. Ако се направи прогласување на вонредна состојба од 2 седмици, тогаш изборите би биле на 21 јуни. Ако се прогласи вонредна состојба уште една седмица, изборите би биле на 14 јуни. Така стојат правните аспекти за кои што денеска се дискутираше и немаше некој спротиставен коментар на самите вакви правни аспекти. Значајно е што денеска неколку работи заедно ги договоривме. Дури изборите да бидат и на 14 јуни, 30 дена од денеска натаму има, за да може да се испрати покана до ОПС и ОДИХР и да имаме наблюдувачка мисија, која што е многу важно. Втората работа дека во рокот тие 32 дена, односно неопходните 10 дена пред кампања, за ДИК се сосема доволни за да продолжи ажурирањето на избирачкиот список, кој што не е завршена постапка со замрзнувањето на изборните процеси преку уредбата со законска сила која што реферира на изборите. Истовремено, утврдивме дека една значајна работа е важна за сите и сите се согласивме и тоа треба да го знаат граѓаните, дека нема поважна работа за нас политичарите од здравјето на граѓаните. Истовремено сите се согласивме дека има целосно комплетна доверба од сите, од нашите здравствени и стручни комисии. За мене ова е една сериозна валоризација на нашите здравствени работници, посебно на стручните експертски комисии, потврдено од опозиција, од власт, од институциите представени како председател на државата, председател на парламентот, председател на владата и сите нас. Истовремено, целосна поддршка имаат сите институции предводени од председателот на државата и од владата. И тоа е многу важно. Констатиравме една значајна работа сите и сите се согласивме дека ќе мора да живееме со коронавирусот. Затоа што ниту во светот, ниту на европската територија, ниту во Република Северна Македонија некој може да каже кога ќе заврши корона кризата, односно ќе нема повеќе заразени и дека и во иднина ќе нема повеќе заразени. Тоа дефинитивно не стави во позиција сите да се согласиме дека ќе живееме со корона кризата и од тука произлегува можноста дека првиот важен момент и подготвен за избори треба да го прифатиме и да одиме на избори. Од проста причина што следните моменти по заминувањето на летото би биле почетокот на септември, крајот на септември, октомври, крајните датуми се веќе 29 ноември и 6 декември, кога се пробиваат апсолутно сите уставни рокови за мандатот на пратениците, кои што беа бирани на 11 декември 2016 година. Констатирајќи ги сите овие работи, како взаемно согласеност, прво демонстрираме демократска зрелост од сите нас према граѓаните, која што не доведува до надеж дека и на следните избори, кога и да се одржат,
ќе се договориме за се што е поврзано со изборите. Почнувајќи од датумот на изборите, протоколите на самите избори и слично. Констатиравме дека здравствените стручни комисии не можат да ни димензионираат датум за избори. Тие може да ни пропишат протоколи кога ќе утврдиме кога би биле изборите. Затоа побаравме макар да се утврди потенцијален датум за избори. Зошто? За да може да побараме дали во тој рок ДИК може да ги заврши сите постапки. Да пропишат во тој рок дали здравствените комисии ќе ги направат сите можни ограничувања кои што предвидуваат и кампањски дел на освртот, но и го предвидуваат и денот на изборите. Истовремено, кога би утврдиле макар и провизорен датум за избори, тогаш и ОПСЕ ќе може посигурно да ни каже колкава би била обемноста на мисијата, заради тоа што ОПСЕ потврди дека ќе испрати наблюдувачка мисија за изборите во Република Северна Македонија. Во сите вакви околности, на крајот сите заедно заклучивме дека рете претседателот на владата, односно владата, да побара поточни, попрецизни одговори од ОПСЕ и ОДИХР за кога може да испорачат точно посматрачката или наблюдувачката мисија. Исто така, претседателот на владата, заедно со владата, во која што учествуваат сите, освен овде денеска присутните Алијанса за албанците и БЕСА, другите се сите членови на влада, да побарат и од здравствената комисија да димензионира протоколи на однесување. Што препорачуваат, што е собир. Сите сме согласни дека масовни митинзи нема да има, но колкаво групирање ќе биде дозволено. Дали ќе може да се оди од врата на врата, каков ќе биде протокот на гласачи на самото избирачко место и слично. И тие одговори ќе ги обезбеди владата за следниот состанок на почетокот на идната седмица, кој што го утврдивме, ќе треба да бидат соопштени. И претседателот на државата Пендаровски исто така ќе одржи состанок со Државната изборна комисија за да добие усогласени ставови, значи од членовите на Државната изборна комисија, за точните термини од до проектирани на потенцијален датум за избори. Тоа значи дека почетокот на следната недела ќе одржиме следна средба, која ќе бидеме подготвени да разговараме за датум за изборите. Сакам да напоменам дека водењето грижа за здравието на граѓаните и водењето грижа сеопшто за граѓаните е обврска сите институции час поскоро да ги ставиме во функција. А тоа е парламентот и политичка влада која што ќе носи одговорност. Здравје е за граѓаните ако навистина 100% сите институции функционират. На европскиот континент, во сите земји каде што ќе има избори и каде што ќе нема избори, функционираат сите институции. Во Република Северна Македонија парламентот е нефункционален и има техничка влада. Во такви околности, апсолутно сите што разговаравме, се согласивме дека исто така посакуваме есента од септември натаму да не се појави нов бран на криза, но никој не може да гарантира дали ќе се појави или не. Ако тоа никој не може да го гарантира, тогаш можеме да заклучиме дека сите конвергираат кон летото за избори. Ако со сите тие заклучоци денеска заедно настапиме, можеме да кажеме дека изборите се прогласени и тие се одлучени да се одржат. Ние денеска не донесувавме одлука кога да се одржат изборите или не. Денеска дури понудивме неколку датуми, како најголема владеачка партија, за кои што би можело да разговараме, макар проектирани датуми пред нас, за да може да се пресметуваат сите тие рокови. И покрај тоа што изборите се прогласени, и покрај тоа што треба да имаме сите одговорност, знаејќи дека есента е ризична да ја прифатиме, дека треба час поскоро да воспоставиме институции кои што не функционират во државата, тоа е политичка влада и пред се парламент во парламентарна демократија, каква што сме како земја, сепак опозицијата не беше спремна денеска да разговара за датуми. Секако, спремноста за разговарањето за датуми, јасно е проектира работата, им треба време, сакат дополнителен простор, буквално купуваат седмици и за мене тоа е разбирливо. Затоа што ниту Мицковски ќе биде идниот премиер, ниту заради изборите ќе починуваат или ќе изгубиме граѓани. Во такви едни околности како владеачка партија, која што знае дека ќе ја добие честа и одговорност од граѓаните за следниот 4 годишен мандат.
уште еднаш пред вас, медиумите и новинарите, потврдувам дека остануваме, како што денеска кажавме, на располагање да заедно утврдиме датум прифатлив за сите. Кога ќе бидат секако сите срекни, да настапиме на изборите, а при тоа секако тоа да биде согласно Уставот и законот утврдено, како што впрочем е обврска на сите политички чинители. Не заради тоа што политички лидери се состанале и одлучиле датум. Уставот и законот дават рамка, во рамката на Уставот и законот да се утврди датумот за изборите. Јас сум убеден дека на крајот на денот, тоа што го знаат граѓаните, а всушност е и така, ќе се сведе се на одговорноста на сите нас политички чинители пред граѓаните и пред државата. Од тука доаѓа моментот, час поскоро, или првиот момент, треба да го фатиме и да одиме на избори. Секако овие избори нема да бидат како сите избори. Тоа го знаеме сите. Но може би да имаме ситуации и во јуни, и во септември, и во декември, и идниот мај, и идниот октомври. Гаранција е само вакцината. Ако се измисли вакцината, тогаш можеме да бидеме посигурни дека ќе биде стопирана корона кризата, нема да има заразени и нема да имаме во моментот на изборите заразени. Така да, одговорноста на сите очекувам да биде на максимално ниво. Мене ми е јасно дека некој се плаши од избори, мене ми е јасно дека некој сака побрзо избори заради политички причини, но на крајот е одговорноста пред граѓаните и што е тоа што е најдобро за граѓаните. Верувам дека почетокот на следната седмица ќе можеме да им соопштиме на граѓаните кога ќе бидат испроектирани датумите за избори, за да може да настапиме на изборите и да влеземе во подготовка на изборите. Уште еднаш напоменувам, ако прошетате по аеродром, во мојата Струмица, во Охрид, ќе видите дека се потешко се почитува и полицискиот час. Зошто? Заради тоа што намалувањето на бројките, спласнувањето на кризата, целосно намалување на кривата со одредени джепови, како што викат самите стручни луѓе инфектолози, може да биде наш начин на живот во периодот кој што предстои. Сите зборуваат кога ќе бидат следните улеснителни мерки. Знам дека штабот веќе предложил за денеска на влада следни улеснителни мерки и следната седмица ќе има улеснителни мерки. Сите знаеме дека доаѓа времето кога ќе се отворат и угостителските објекти, ресторантите, кафетериите и така натаму и така натаму. И во такви околности треба да одиме на избори, без разлика дали некој се плаши од изборите или не. Одговорно е за државата првиот момент да одиме на избори. Затоа денеска настапуваме секако со толеранција, целосно отворени. Неколку пати кажавме и јас и представниците на другите владеачки партии дека сакаме со консензус, со договор да го утврдиме датумот на изборите. И затоа не може никако да избегаме од избори. Никој нема да избега од избори. Изборите треба да се одржат час поскоро. Ние ќе бидеме толерантни. Опозицијата мора да биде стрекна, сите услови мора да бидат обезбедени, секој да се чувствува доволно комфорно и во фер околности, да има шанса да се понуди пред граѓаните на предстојните избори, со сите можности кои што можеме да ги организираме од стилна кампања до ден на гласање, сите како политичари. Благодарам, повелете прашање.